Почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е професорот Злата Димовски од Факултетот за безбедност. Професоре, во изминатава недела имавме рекорд на лажни дојави во училишта на број 120. 5 месеци има лажни дојави за бомби. Како да се прекине овој тренд? Прашањето ви е доста интересно, али одговорот очигледно дека ќе морам поинаку да го дадам, затоа што ако знаевме досега, независно што тука можам да зборувам јас од делот на теоријата и поврзано со праксата, практичарите досега сето тоа ќе го решеа. Значи дека навистина ова е голем проблем. За жал ние се уште го немаме изнајдено соодветниот модалитет и затоа имаме се уште дојави, но не наоѓајќи го сето тоа, очигледно дека интензитетот расте на дојавите за бомби, тие се охрабрени дека не можеме да ги откриеме, не можеме да ги попречиме крајно, што ако ги откриеме нам ние да можеме нормално да си живееме, да ги немаме тие дојави за бомби и едноставно штом не можеме да ги откриеме, тие продолжуваат со несмален интензитет. Во тој контекст слична ситуација беше и во регионот, особено во Србија и Црна Гора, но неодамна таму тој интензитет се намали драстично. Што направија тие што не го правиме ние како држава? Да бидам искрен, не сум во текст што направија. Предпоставувам дека истите тие изнајдоа модалитети и тоа преку провајдерите, тоа се предпоставувам преку Google, има одредени можности кои што можат со попречување. Дали и тоа е вистинскиот модус кој што тие го применија, навистина треба да се оди на таа размена на информации и така натаму, во јавност не протече ниту една информација како тие се справија со ваквиот проблем, со ваквата појава. Очигледно е дека ќе мора на државно ниво да се реагира и да се побара нивно искуство, нивно знаење и вештини кои што тие ги применија во тој контекст, за да се добијат такви податоци како да се постапи и нормално истиот тој модалитет да се примени и кај нас, затоа што го имаме скоро истиот начин на дојави за поставени бомби. Неофицијално во медиумите во Србија се шпекулира дека направена на ниво на држава проценка дека тоа не представува повеќе безбедносен ризик и дека не се објавуваат информации во јавноста доколку се појави лажна дојава во некоја институција. Што мислите за еден таков принцип со справување? Овој принцип е добар принцип. Меѓутоа, навистина би било надвор од разумот да тоа го правиме, кога на очиглед, кога имате вие на очиглед дека тоа се случува пред вас, се случува кај онаа популација која што најмногу не засега, тоа се кај нашите деца, во одредени јавни институции и да дојавиме и да не дојавиме, најголемиот дел од граѓаните повторно ќе дознаат. Целта на оние кои што ова го прават е фактички добивање на што повеќе гласност, да таа фама се шири и едноставно да го постигнат тој ефект на страв. Постигнат е ефектот на страв. И тие се охрабрени кога не можат, кажав дека кога не можеме да ги откриеме, тие се повеќе и повеќе, дури се дрски во нивните настапувања. Имавме дојава за бомба и во претседателската резиденција, што навистина е нешто што би значило дека дрско сте таму да дојавите за бомба кога таа институција или да ја кажеме тој простор навистина е обезбедуван. Што значи дека тие едноставно она што го сакаат е ширење на тие гласини, а тие гласини веќе длабоко продираат во нашата свест и со тоа постигнуваме одреден психолошки ефект кај нас негативен. Како вие во моментов ја оценувате безбедносната состојба во земјава, имајќи ги предвид токму овие информации дека досега сите дојави за поставена бомба се лажни? Видете, преку ова не може да се процени безбедносната состојба. Реално. Можеме ние да процениме само каква е перцепцијата на граѓаните. Перцепцијата на граѓаните во овој момент е навистина на многу долно ниво, дека безбедноста е на некое си ниво и дека некој може нив да ги спаси. Од оваа позиција можам сега јас да кажам и да апелирам на граѓаните навистина да не се губат во таа ширина и да кажат дека безбедносните структури не реагираат. Навистина се превземаат онолку мерки колку што ние имаме и капацитети. И капацитети човечки, меѓутоа и материјални. Она што дополнително треба да се прави кај нас, за тоа можеме да дискутираме, навистина ќе треба понатаму да се вложува пред се и над се во зголемување на капацитетите на самите институции, понатаму на набавување на соодветна опрема, на обука на соодветен кадар, затоа што ќе мора ние да се поставиме. Сега е веќе ерата на сајбер комуникација.
И ќе мора во тој дел ние навистина да се јачаме во смисла на зајакнување на капацитетите и крајно една работа мора да ја разбереме дека во современиот начин на живење, во оваа трка по техничко-технолошки развој, ќе имаме и дополнителни можеби потешкоти кои што тешко ќе можеме да ги разбереме, а уште потешко ќе можеме да се спротивставиме на истите. Истрагата на МВР се уште не е готова за тоа кои стојат зад овие лажни дојави за бомби. Ваша оценка, има ли капацитет Министерството за внатрешни работи да открие и да го разреши овој случај? Видете, не би се согласил дека само Министерството е одговорно за сето ова. Министерството може да ја води само работата, а треба тоа да се координира на ниво на голем број на институции кои што имаат капацитет да помогнат во идентификацијата на оние кои што го прават ова. Јас апелирам за тоа да се алоцираат средствата. Ние навистина да повикаме, независно кој е и каде е во државава. Имаме и приватни компании кои што многу добро работат на планот на спротивставување на сајбер нападите, на заштита на тој сајбер простор и така натаму. Понатаму од сите институции, сите оние кои што можат да помогнат, независно дали се повикани или не се повикани, да се стават во функција, да помогнеме сите. Забележувате дека од оваа ширина, од тие пораки што ги доставуваат, дека самата содржина нивна и се она што тие фактички го сакаат да го постигнат е секогаш да го свртат вниманието кон одредени и политички, економски и некакви си безбедносни аспекти во нашата држава од содржината на самите дојави кои што постојат како такви, затоа што самата дојава има и дополнителен текст кој што нешто означува. Така да тие настојуваат сега преку сето тоа да го зафатат целиот општествен простор кај нас, односно да навлезат во сите пори од општественото живење. И тоа го прават сега доста умешно преку децата, односно преку дојавите за бомби во училиштето, го едноставно ерозија направија на самиот систем за образование на дечината. Понатаму претходно нели имавме 2 или 3 години со COVID-19, така да овие генерации навистина ќе ни бидат доста послаби во однос на самото образование и воспитувањето. Во досието хибридни закани, власта го стави хакерскиот напад врз Фондот за здравство. На него му предходеше и сајберски напад на Бирото за јавни набавки, на Министерството за образование, на Министерството за земјоделство и ред други институции. Колку се безбедни датабазите во македонските институции? Јас се надевам дека се безбедни. Јас навистина толку би можел да кажам, затоа што од она што ние го добиваме како податок, имаме впечаток или убедени сме дека тие се безбедни. Моje интимно размислување дека не се безбедни, затоа што за да имаме апсолутна, никаде не постои апсолутна безбедност, меѓутоа за да имаме повисоко ниво на безбедност, ова претходно што го споменав околу техниката и техничките достигнувања, ние ќе мораме да прибавуваме соодветни знаења, соодветни вештини и соодветни материјални ресурси кои што треба да ги добавиме, односно тие во материјалната сфера, да едноставно одговориме на се ова што е. Не можеме ние да ги заштитиме со застарена технологија. Нема шанси, секој ќе може да влезе од надвор. Тие напади, едноставно, мораме да ги наречеме напади, се навлегување повторно во се она што ни е нам како заштитено. И не верувам дека некој може да направи проценка за тоа колкава ни е ранливоста во моментов. Во тој контекст, досега искуството покажа дека на институциите им беа потребни недели за да може да се го вратат системот назад во функција. Каде лежи проблемот во македонските институции? Дали тоа е повеќе во кадрот или во недостигот, или поинако да го формулирам, лошата дигитална инфраструктура? Сметам дека сепак и едното и другото. Значи и дигиталната инфраструктура што вие споменувате, и самиот кадар, меѓутоа и нашата свест. Ни укажуваат дека треба да се заштитиме, ни укажуваат како, ни укажуваат какви се чекори или постапки да примениме кога треба нешто да заштитиме, но ние рачунаме дека сме заштитени со некакви си чекори кои што многу одамна ги знаеме. Ќе мораме многу повеќе да разбереме, значи да се описмениме, едноставно таа дигитална писменост да ја примиме во онаа мера кој колку може и кој на колку му треба. И ако тоа го направиме, ние ќе одиме чекор напред. Ако не, џаба ќе биде ние да имаме совршени техничари кои што тоа ќе го направат, а утре ќе дојде некој или еве јас ќе се појавам, па сето тоа ќе им го уништам заради моје незнаење, необученост и така натаму. Се земам себе си за пример да не навредам некого, што значи дека дефинитивно
ние како општество ќе мораме да се надоградуваме во размислите за тоа како да се заштитиме севкупно од се она што би значело техничко-технолошки развој, но и заштита на се она што спаѓа во таа широка една лепеза на сајбер можности. Повратниците од Сирија и Ирак се главниот антитерористички проблем во што го нотира Стейт Департментот за Македонија. Постои ли реална закана за македонската безбедност од овие луѓе? Дека има закани од таа сфера, да, ќе има. Предпоставувам дека ќе има, затоа што никогаш не можеме да направиме една проценка за тоа колку ние би можеле, согласно овие капацитети, да тврдиме дека кај нас немаме некакви си замрзнати келии, кои што се поврзани, дали тоа ќе биде со ИСИЛ, дали тоа ќе биде со некоја друга терористичка организација и така натаму, затоа што факт е дека сите овие радикализирани лица се вратија од тие простори. Сега, она што ние го направивме, беше да го ускладиме законодавството наше со барањето на одредени меѓународни декларации и конвенции. И тоа го направивме. Ние прифативме репатриација на тие лица, каде да бидат откриени, ние ги враќаме кај нас. Има еден чекор кој што одредени држави го превзедоа. Тие рекоа дека односно тоа го оставија во нивните закони, сега тоа го применуваат. Ако нивни државјани биде идентификуван од одредени структури, дали тоа ќе биде разнавачки служби, дали тоа ќе биде некаде од полициски и така натаму, и има за него соодветни докази дека учествувал во било која од терористичките организации, тие по административен пат му го одземаат државјанството и го избегнуваат тој момент на репатриација. Репатриацијата значи доаѓање оној што е македонски државјанин со македонски пасош или независно дали го загубил пасошот, тој има државјанство наше, значи дека тој се враќа во Македонија. Штом се врати во нашава држава, ќе ни го пратат на одреден начин, ние прво што правиме, а тоа е согласно законот, веднаш истиот се носи пред јавен обвинител, нели се става соодветна кривична пријава, се составува и се носи пред јавен обвинител. Поучени од соодветни правни експерти, дека со тоа ќе успеат да издействуваат по поволна позиција, тие прифаќаат спогодба. И нормално, јавниот обвинител, согласно ЗКП, има право тоа да го прифати и одредува поблага казна за нив и ги сместуваме во казнено-поправните установи. Не само ние, него и многу земји, јас сум учествувал на доста такви конференции и така натаму, тркалезни маси, немаме еден унифициран начин како ние да ги дерадикализираме, да ги да ги ресоциализираме, се извинувам. Што значи дека немањето на таков еден принцип, еден начин, еден метод доведува до тоа да шарено лико и државите тоа го прават и ние, согласно сите оние принципи на системот за сместување во затвор, каде, како, па правење на проценка на тоа колку се, какви се, во кој дел ќе бидат, меѓутоа немаме соодветни методи, мерки да се прави сето тоа. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и јас. Вам, почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.